Транзен е мал прозорец од манастирите поточно, каде што навлегува малку светлина. Значи, таа символика сакаме да ја дадеме, нели, малку да ја афирмираме и да ја воздигнеме културата на едно повисоко ниво. По професија сум актер, го работам тоа веќе 10 години. И покрај актерството се занимавам и со аматерска режија. 87 година прв пат сум учествувал во драма и сега, после не знам колку години, пак започнав, им требаше постар член. Столб или двигател на културните збеднувања во нашата општина и во нашето населено место е културно-етничкото друштво Гоце Делчев од Босилово, кој постои од 47-48 година. Освен тоа што сум наставник во основното училиште овде кај нас во општина Ново село, веќе речиси десетина години работам како кореограф аматер во културно-етничко друштво Јане Сандански и тоа ми стана како една втора професија. Ние се наоѓаме во општинската установа Дом на култура Јане Сандански Ново село. Овој простор, покрај тоа што се е наменет за организирање на ликовни изложби, исто се користи за промоција на книга. Самиот проект ни овозможи да децентрализираме културата во однос на град и рурални општини. Успеавме да направиме 3 представи, две во општина Босилово, една во Ново село. Успеавме да направиме 3 изложби на веќе дипломирани млади уметници, со тоа да ги афирмираме. Успеавме да направиме еден музички настан со Тони Пецанов. Тоа што соработувавме со Транзен и Цивика Мобилитас дојде многу добро за сите. Таму ја работев Арлекин слуга на двајца господари на авторот Карло Голдони. Имаше една прекрасна атмосфера за работа, една прекрасна екипа. Од 14-15 години беше најмладиот учесник, па до 50 години беше највозрастниот учесник. Оваа драма се спремаше 4-5 месеци. Јас мислам дека вакво нешто треба повеќе, барем 2 пати во годината да се случува. Оваа представа имавме 2 пати од едно по друго и салата беше преполна. На првата представа кога ја дававме, беше и градоначалникот на општината и тој такаво како една анегдота кажа, вика, веќе ние политичарите не можеме да собереме толку луѓе колку што нели културата може да собере и уметноста на едно место толку многу луѓе. Значи луѓето се желни за такви случувања, но се помалку ги има. Ние сме во рурална средина. Значи овдека поголем дел од населението се бави, да речеме, со земјоделие. Значи немаме фиксна време трајање на работа до попладне или како да бил. Така да, буквално кажано, немаме право секој ден да го правиме тоа. Луѓето од селата немаат многу време да доаѓаат на театар, нели, па и немаат можеби и навика, но кога ќе им дојде тоа што треба да им дојде, културата, односно во конкретниот случај театарската представа која ќе дојде дома, тие и текако имаат желба да одат и да видат што е тоа. Во рамките на проектот направивме и 3 стратегии на 3 рурални општини, на општина Василево, Босилово и Ново село. Значи разговаравме и со, нели беше вклучена и администрацијата на самата општина и разговаравме што сакаат луѓето и што им е потребно на луѓето во овие средини. Им понудивме една иновативност, значи една друга културна програма која што од неа ќе учат и партиципативно ќе бидат вклучени и младите, кои што ќе можат понатаму да се издигнуваат и да останат во средините да живеат. Тие луѓе што се занимаваат, што одвојуваат дел од своето слободно време и го посветуваат на ваквите културни збивања, значи одвојуваат од своето слободно време и се разбира имаат желба да го работат тоа. И сега, ако немат желба и ако немат љубов спрема тоа, нема да биде ништо. Ама кај нас во оваа средина тука ја негуваат оваа традиција и го имаме тоа.
Проблем е во парите, да се разбереме, да не се лажеме, не е за децата, за оние кои што ќе учествуваат, него за режисерот, за сценските изведби, сепак треба малку пари. Аз знам дека немаме баш толку доволно пари за да ги нагуваме сите секции, и драмска, и рецитаторска, и игроварна секција, значи овие пари се малку. Дел од младата популација веќе нели се иселуваат, одат да работат од странство. Проблем е да кажеме што немаме конкретно и средна школа. Јас мислам дека еден од тие најголемите проблеми. Не останува само деветолетката, што можеме деца да ги ангажираме во проекти и се, мислам јас, доста се активни и искористаме максимално. Имаме речиси над 100 деца, кои што се во 5 групи распоредени и активно учествуваме во многу фестивали, ја представуваме општина Ново село. Салава во која што ја гледате моментално позади мене е секогаш полна, бидејќи има заинтересираност за фолклорот овде кај нас. Значи тој континуитет е како главен проблем би го нарекол. Не е тоа дека нема таленти, не е тоа дека нема услови за работа ќе се најдат ако не е овде, ако не таму овде и така натаму, но битно е некој да има да ја стимулира работата. Луѓето сакаат, значи ја препознаваат културата и уметноста како една од полето нели на действување, нели како една клучна алка во целото нели социокултурно живење на луѓето. Така да мислам дека треба да застанат општините зад промовирањето на таквите настани и зад организирањето на таквите настани. Овде не може да се живее од култура и уметност, тоа е јасно. Значи финансиски потреби на секој му е потребно, а тоа е дополнително, тоа е веќе желба. Работата ми е таква што немам толку слободно време, затоа што јас се занимавам и со земеделие и друга дејност. Нашиот народ треба да биде многу поактивен во апликација за повеќе проекти такви. Тоа што знаеме, сите работи што се случуваат во државата, каже речи, се поддржани или од Европска или од Светска банка или од фондациите кои донираат во Македонија. Да го изговорите зборот нож, гледајќи го предметот многу близко, да замислите дека му припаѓа на јазикот кој го наведе. Кажете но како но и ж како ж. И гледајте правилно. Треба повеќе да бидат вклучени младите. Оние по-креативни, млади луѓе кои што се од културата, можеби помош со професионалци, повеќе за да биде програмата што ќе се понуди, да биде малку поинтересна, да биде различно од тоа ние што го нудиме. Можеби тоа ќе го промени мислењето на луѓето да ги посетуваат сите таа програма што ние ќе ја понудиме од било кој домен од културата. Порано, како што се секоја имаше во тие проекти учесници наставници, кажеме постари лица, што ги мотивира помладите и многу подругаче би било кога и наставниците би се ангажирале. Еве ги слушам сега тие дискусии, нели, не само од мене, да констатација општо на сите, да кажеме нема неко тај кадар, наставниците не се толку заинтересирани нели, да учестват од проекти, чака и не се толку заинтересирани и да ги пратат проектите. Секој лето имаме летна театарска драмска школа, која работи исклучиво со деца од 7 до 13 години, што се покажа како доста успешно. Знаеме кој е проблемот со младите луѓе, денеска не комуницираат, нели, не тоа насекаде се зборува. Сите се затворени со телефони, со таблети во раце, дома на компјутерот. Така да и како имаат потреба. Јас ја чувствувам таа желба, таа потреба нивна да излезат малку од тој шаблон и да се внесат во нешто друго, во кое што е навистина многу, пред се да кажем, здраво.